Зависниците од коцка не можат сами да се излечат, смета Манчев. Потребна е стручна помош и долг процес во кој зависникот треба да се одвикне, не само од коцкањето, туку и од психоактивните супстанции и алкохол. Во Покров, целиот процес трае 18 месеци, каде штитеникот поминува низ 4 фази. Сето тоа е на доброволна основа, доколку сака да излезе чист во средината. Кај нас има процес, програмски процес кој што трае 18 месеци. Секој ден е испланиран. Има структура и луѓето од легнување до станување знаат што ќе прават. Програмата се одвива во 4 фази. Најнапред имаме фаза на адаптација или ориентација, потоа имаме фаза на интензивно лекување, фаза на рехабилитација и фаза на реинтеграција. Ние создадовме многу иновации во нашата програма кои што ни помагаат на луѓето кои што имат проблеми со болести на зависност. 30 годишен Струмиченец е еден од штитениците на Покров. Ја привршува 18-месечната програма. Работи како кувар и ја приготвува храната за сите што се во оваа заедница или социјално предпријатие. Бил зависник на дрога, но и на коцка. Тврди дека се уништил себе си, но и семејството. Едноставно бев решен затоа што ми беше веќе преку глава тој живот што го живеев. Едноставно живеев живот што не е прикладен за никој. Само дрога и дома, од дома на работа и цело време тоа ми беше. И сватив дека ако продолжим така, ништо нема да добиам од овој живот. Едноставно ми беше многу тешко и затоа се решив да дојдам овде. Велиш од дроги зависник, но некојаш во тој период пред да влезеш овде си бил ли зависник од коцка? Па имаше моменти, тоа некако спонтано заедно од тие работи, имаше моменти кога, да речеме, работев и плата ќе се земам и обавезно одав да играм на апарати, но тоа некако не го гледав во тој момент како проблем, знаеш. Некако тоа ти е секојдневие и не гледаш на тоа како проблем, се додека е се од оваа гледна страна сум изгубил многу, да кажем. Терапевската заедница Покров функционира веќе 6 години како резултат на поддршката од Швајцарската агенција за развој и соработка, МПЦ, невладината Избор. Имаат околу хектари половина обработливо земјиште. Таму штитениците ја поминуваат работната терапија за реинтеграција. Во процесот на реинтеграција, штитениците од тераписката заедница Покров од Струми се одгледуваат органско производство. Органското шери е препознатлив белег за оваа заедница, а од неодамна започна со производство и на органски томатоџус од розов домат. Сократ Манчев смета дека државата треба да воведе дополнителни системски решенија за реинтеграција на зависниците, бидејќи нивното вклучување во средината е најважно. Но најтешкиот дел е да ги научите да живеат во абстиненција. Тоа е како еден брод кој сте го пуштиле без компас на отворено море. И сега идејата со терапискиот процес е не само да ги научиме да управуваат со компасот, туку да управуваат и со бродот, значи да управуваат со својот живот. Затоа е потребно системски решења. Тука државата мора да влезе со одредени интервенции, со одредени програми кои што ќе мотивираат реинтеграција. За овој период колку што функционира Покров, одговорните успеале на нормален пат да вратат 20 на личности, кои со години биле зависници. Наскоро, таму се планира изградба на оранжерија, се со цел зависниците кои имаат желба да се одвикнат од девијантните пороци, успеат нормално да се вратат во општеството.